По насмевката на моето лице се приметува и забележува дека убави работи ќе ви пренесеме следните минути. Повторно сме во Гостивар, денес во една нова социјална зграда, благодарение на која што Часлав и Виолета добија стан. Се сеќавате на семејството кој имаше болно дете. Доработеше сопругот, откако прекина да работи сопругот, више немавме можности никакви, ни финансиски. Дека со автобус тој не седи, не можеме да го носиме. Да одиме да го побараме и така остана детево. Колку години сте го однеле на доктор? Кога последен пат, па имаше 7-8 години, од тоа 25 години сега има. Го немам однесено. Не зборите, ве гледате, ништо. Ве нема никогаш речено? Ма никогаш. И тој си имат голема мака, ама што не може да кажете. Без срцето ми се корнец за него. Се и во сиромаштио, све да живеем, сиромашки ќе живеем. Само тој да ме беше здрав. Највише тоа ме мачи ден и ноќ. Мислам на тоа што ќе биде тај со дете, со болно дете. Најголема мака ми е тоа. Немате никаква опција, ништо? Ништо. Немаме ништо. Ништо немаме. Тука имаме каршија, една комшивката сама живеет. Најубаво таа не знаете. Толку е хумана и сожалива и на детево. Таа ни помага или за храна или некој динар, таке нешто. Финансиски ќе ни дајат. Господе, прости ми. Господе, ќе ми прости, викам, да го земе него пред мене. Да не оставам никому тежина ја, кој ќе го гледа него. Секој ден истото. По 4 деда? По 4 деда. Секој ден сум напната. Немам ни сон. Не спијам ич. Шеќерот ми е 23. Не можам да го стабилизирам. Ноги ми се окучуваат, не можам да одам, немам сила ич. Верујте, по шкаливе овие да се качам. Да слезам и да се качам, не можам, мислам, имам олово на ноги. Последна надеж ни беше таја. Кога се отвори конкурсот за социјалните станови, бевме уверени дека ќе се реши стамбеното прашање и поради детево дека ќе ни дат. Ама не одбија. Така не чувате, ве се сожали и сега ни кажа пред 1 месец, рече уште зимава седите, ради детево, дур се снајдете од пролет, да си бурате чаре, че сака да си го реновираат станов. Бар да имавте кров свој над глава? Тоа најважно е, да имаме барем кров. Добар ден. Добар ден, изволите, добро дојдов. Како сте? Добро. Часлав, не повикавте за убава работа. Да, убава работа. И навистина убаво изгледа од прв поглед вака. Таа убава работа. Што се случи и што се промени во вашиот живот? Во нашиот живот после 35 години пресреќен сум што добив некој сигурно за стан, што добивме благодарение на вас, на емисијава. Одма сте пратиле таму извештај во влада, ми се јави од влада, податоци како, што. И после тоа дојде комисија, видела што е, како, што е, живееме во тешка ситуација. Може ли јас сум нестрплива да ги видам собите? Може, изволте. Малце Навистина ми е многу драго и Еве, уште не сме угостени, немаме ствари. Немате мебел, гледам, да. Се уште сме така се во вреќи. Да, во вреќи. Ќе биде подобро, да.
така. Ова веројатно ќе биде една од спалните. Да, овде, да. Копатилово. Во однос, како живеевте, ова е навистина чиста десетка. Задоволни ли се? Не, чиста десетка тук. Ова е 1.000.000% подобро. Не десетка, 1.000.000%. Голема, огромна разлика. Имавте ли верба кога дојдовме да ве снимаме дека ќе дојдете еден ден ќе зборуваме дека Има верувавте? Има верба што однос од вас на емисијава многу сте коректни, реални, хумани, значи сакате да помогнете на народот. Вие треба да бидете наградени. Здраво. Здраво, Давор. Здраво, татушко. Се сеќаваш на мене? Здраво. Добар ден. Виолета, како сте? Добро, добро. Вие добри сте? Гледам, возбудена сте. Многу сум возбудена, да. Откако го добиме станов, ми се промени животот 100% речено. Од возбуда сум ваква, од што сум пресречна. Навистина ми е Значи, драго. ми се остари мојот сон више години, 35 години. Еве дојде денот што ми се оствари сонот. Благодарение на вашата емисија, поготово на вас, вие откако бевте и не снимивте, ни се јавија од влада и ни кажаа дека таму сте се заангажирале, дека сте оргирале. И дека сте пратиле нашата сторија таму снимката што снимавте. И така, благодарение на вас, го дадо станот. Како е да се живее во нов стан после 35 години? Многу убаво. Кога ќе станам наутро, многу сум, кога ќе се разбудам, ќе видам дека више не сум таму кај што сум била до сега. Вие видовте кај живее, во стара зграда, стар стан, со влага, со се. И овде, откако ќе станам на Сабајле, не знам како да опишам. Ми се продолжуват едноставно животот секој ден. Сега таму бе многу по депресија, многу нервозна. Се шетате ли со Даварче? Да, се шетаме овдека по Кијов. Имаме се и појке простор, не е толку прометно местово, да го шетаме детево и така. Часлав, што мислите? Дали вреди да се пријават луѓето што имаат проблем како вашиот, полош од вашиот, во срце на дланка? Како не вреди, бе, добро? То вреди, бре, како не вреди, бре? Таа емисија е многу помогна, може да се помогне. На 15 години раѓаш дете? Да. Со мајка му имаше лош живот, со него не работе, пие, да роди се Вики. Кога е родена Викторија? 96. Вашата ќерка е 96 година. Пошто немаше ништо од летова помош, само не малтретира од два избегamo там, право деление беше детето и си го донесеме тука. Растеше Викторија, ве усреќуваше? Да, Викторија беше многу мирно дете, паметно. Ептен мирно дете, сите што знаат вика многу добро дете. Ја доди се, викам да вие моите. Не ничка мајка, многу мирно дете, се ме слушаш. Само да е фанала нешто никако. И се што се кала се има. Ето с најдена нестрика. На 16 години го најде зето, така да речем дека е зепта.
И он ја уништи. И он ја тепа се, а од мене не е кажувала ништо. Тепана. Рита, и јас видя со моји очи кога беше бремена у Лео, дека тепа. У 7 месец од Елина се разведе. Он се фана друга жена. Она се дојде тука на 7 месеца. Роди го девојчето за 2 месеца и почнаа проблемите со неја. И се случи топка на градата после 3-4 месеца. Мамо, имам топка. Отидеме тука да направиме монографија. Кажа, ај топче, тоа вика карцином. И чак кога почна ептен да припаѓа више да е лошо, да не може, почнава по доктор, има шо да види. Докторот, градата прасе, голема толка. И се чеја ја горе на хирургија, кај беа у Скопје. И се чеме града, па проверки, па лошо, па на матка се панал. Ракот метастазирал? Да. Снимаа ја магнет, кажаа дека има метастази у главата. И пет скен правиме, исто и пет скена покажа дека има метастази у главата и од тука не кажаа дека нема да биде. Она западна, болна, легна на тај кревет. Од тогаш колку време лежеше во постела? 1 година. 1 година се мачеше? Да, 1 година. Децата не можеше да се ги гледа? Не. Децата дојдат од граника на вратата застанат, он ги само гушне. Полека така стане, со раците седне, со катетар, со памперс. Леген тука по врќање. Не можеше ни да јаде. Плаче, стане, ноќе, опка, вика. Пред да почине ми се јави. Мамо, доаѓа, ја умирам. Тука лежам. Мамо, ја умирам. Вика, такси доаѓа. Како би си да умираш, си ќе се деме. Беше и тешко и таа ден пред да почине. Не ме оставија да седам у Велес. Тража ми пари да седам. И се огласи си на тоа, оти onda се валјда осеќала дека нема да може. Мамо, остани. Прашам ја сестрата, не ме остави. Кога ми се јави сабањето, вика, мамо, јас сум на земја, никој не ме гледа. Вика, умирам, доаѓај. Додека такси до Овче поле да стасам. 7:10 вика, почина. Почина, како ме сега се случа со неа. Почина. Кој удар ми беше тај и ја не знам. Да го видиш твоето дете умрено, голо. Малио машкото, он знае дека е почината, ама не знае дека се уште нема. Вика, зашо не ме остави, нема ја да дојде уште. 3 години ја нема, вика. Сакам мама да дојде. Или види некои деца седат со родители. Баба, ова е мајка? Мајка и син. А не, нашата мајка нема, остави. Остави ме, мајка ти, скри се. Иако Дијана со внуците живее во мала соба од подкровието на куќата од незината сестра, и иако болката и празнината кон Викторија ниту во срцето на Дијана, а уште помалку кај незините внуци ке се намали, живееле тие и во палата, сепак Дијана очајно посака да го исполни аманетот од ќерка си и незините деца, како и сите останати, да живеат во сопствен дом, каде нема да им фали ништо. Дијана со својата тажна животна приказна ги омекна срцата на македонската нација. Храна, облека, подароци од добрите луѓе пристигнаа уште во моментот на имитувањето на незината сторија во срце на дланка. И иако се уште со сите сили, таа се бори за социјалниот стан за незините внучиња, сепак чувствуваше обврска кон сите што ја помогнаа и се сетија на неа, па затоа посака да се заблагодари на сите кои ја покажаа својата хуманост и емпатичност и им го разубавеа животот на незините единствени Ада и Лео. Многу луѓе се многу хумани луѓе и финансиски, и со храна, и со облека на децата, значи стварно прекрасни луѓе, и со прибори школски, бојци, се играчки, се што има кој што можел, тоа. И со кебиња, со некои
стварно се, буквално фала на хуманиот народ, кој што имал, значи семи за едно домакинство. Да. Али највеќе сакам да се гледа за овие деца за стан да се обезбеди. Тоа ми е најголема подршка. Да ми ја дадат и ќе бидам среќна многу. Иако ќерка ми не можам да ја вратам, али пак ќе знам дека децата имаат обезбедено дом. Благодарам да кажам за што земавме стан, на сите што беа покрај нас и за нас. И до телевизијата Алфа, Срце на дланка, да не беа тие, немаше сега да имаме ништо. Голем поздрав и до нив. И уште еднаш ќе кажам благодарност до сите вас, добри луѓе и хумани, што ни обезбедивте све што имавте. Сакам да се заблагодарам јавно на јавноста за се што бевте покрај нас и со нас и ни дозволивте да бидат моите деца среќни, иако немаат мајка, немаат ни татко, сепак ми имаат мене, ве имаат вас, што ни помогнавте се, на секој начин, ви се заблагодарувам од се срце. Ја останав сирек на 18 месеци, без татко. После, на 15 години, мајка ми се прежени. Од премногу мал си го искусил лошото? Лошото ја го прекарав пред 30 години, без татко. Може би татко ти да бил жив, се ке било поинако во твојот живот? Ке бил, и ке ми е помагал, и фамилија ке имал, и се. Сам што му станал човек тоа. Со мајка ти не си во контакт во Скопје? Не, никако. Она кој се пожени, никако. Не те побарала? Не. Ние ме потржила, ние дојдела да ме виде жив, здрав, прав, само ако не се овие комшиите. Се оженив, створивме 3 дечиња створивме и после тоа она оде да го чува чичото и се пожени за прв братучет. Ја тоа не го ни знаев, дека она со првиот братучет ме изневерува. Немам контакт со децата се по Италија, тоа е. И никако да тргне на подобро животот на Даниел, Палани на 7 октомври уште една црна дамка ке стави печат во неговиот горчлив живот. Додека тој бил на гости кај неговата сестра, дознава дека куќата му се запалила и дека сиот труд низ годините му оди во неповрат. Денес Даниел живее во мала собичка во која нема ништо освен кревет и мала маса, а темнината и студот му се единствените придружнички во деновите кога е гладен, но и во ноќите кога му е студено и е осамен. Затоа посакува само единствена шанса да се вработи, за да може да го врати долгот кон Ивана и да ја доправи куќата, а потоа ќе му преостанува само да се надева дека еден ден некој од децата ќе го посети и би останало со него. Се наоѓаме во Теранци, кај Даниел. Се сеќавате на момчето кое што ни солзи кажа дека повторно сака родната куќа да ја издигне како пред пожарот. Денес ќе зборуваме со него и за тоа што тој прави во моментот и колку му се помогна преку Срце на дланка. Добар ден. Секогаш мислам дека повеќе возбудена од вас кога доаѓам по втор пат да ве посетам, затоа што имате да не се попалите со убави работи. Дојдовме пред неколку месеци, ми се пожали дека имаше пожар во твојот дом и дека сега не можеше во такви услови да опстанеш, побара помош, материјали за да можеш да почнеш од некаде, бидејќи не беше ниту вработен, ниту способен тоа сам да го направиш. Па што се случи по емитувањето на твојата сторија, Даниел, во Срце на дланка? Моја сторија на Срце на дланка, здраво ви благодарам прво што дојдовте по втор пат, да ви се заблагодарам многу. Ми помогна многу хумани луѓе, да ги обнова прозорците, вратата, материјали. Тоа ми беше највише потребно за да можам да почнам да доправам куќата. Така, значи веднаш по емитувањето на сторијата ти звонеа луѓето? Да, ми звонеа кој со што можеше ми помага, некој со пари, со материјали, со џамове. Ти велиш цел живот сум се прехранувал и сум преживувал со моите 10 прсти. Се уште е тоа така и единствено побара материјали. Од каде почна? Што прво направи откако нели? Почнав со прозорците, со улозната врата,
Така? И сега сам у тек на работа за унапред да домаќа. Да го правам унапред. Тука беше вака оградата или ти намерно ја пресече? Не, јас ја пресеков за да можам трактор да паркирам за да изнесам шутер, сметот што беше. Очигледно правиш некои измени во распоредот. Да. Нема струја се уште? Струја нема, во тек сам да се направи струјата инсталацијата, наново се мене. Наново се мене инсталацијата, нови кабели се стават. Во оваа соба што најпрво почнува да рушам, за наново да се измачкав и беше 80% беше Оштетено. оштетено. Така. Ова се прозорците кои што ти ги подарија? Да, ми ги подари еден човек од Кочани, другар, и тај прозор ми ги подари. Гледам таму има и врејки Да, има со гипс. Тоа е материјал. материјал. Го донираше за целата куќа тоа материјал. Го донираше еден умак граѓанин на Република Македонија. Така. Од Скопје, не ми го кажа човекот како се вика. Од него ми е овој материјал. Дојдоа тука? Да, дојде тука, дојде инженер. Пресмета колку прилика материјал ќе иде во целата куќа. Го донира со поликолор, со брун подлога. Значи тука фали сега уште ставање гипс. Ставање гипс и лепакот го имам, више готово. И тоа и да сменам некоја врата. Уште некоја врата. Да. И веројатно ќе ставаше патос. Па пато соком колку може. Соло, ламинатче. Ставам. Ќе се мачиме колку можам да направиме. Јас сум благодарен на лошо никому на луѓето. Да, се надеваше ли дека ќе ти помогне? Не се надеваше, значи исклучија луѓето многу хубаво. Знам дека и работиш во овој момент. Да, работам сум, ме прима во кумшијата. Бидеше помагаше за дневница. Така? Претходен период за јадењето, за да искарам за трошоците. А после до краја sa COVID историјата, помогна ми да ме прима на работа, осигурам се. Така барем секој ден во месецот ти е покрај на кумшијата, друго не си гладен. Не сум гладен, не сум дужен. Си зимаш и до Си плата зимам редовна плата. и плюс тоа отплаќаш веројатно и долг кон извршителот, што го имаше за сеќава. Плаќам 3 денаш долг, плаќам извршител, за струјата го имаше 240 денари на ебана и сега на извршител да ги плаќам те 3 денари да не ми блокира сметката, за да можам да повлечам пари за живот. Многумина се срамат пред јавноста да го кажат проблемот исто беше и со тебе, дури се двоумеше дали да оди твојата сторија нели на телевизија, меѓутоа од оваа гледна точка сметаш ли дека го направи вистинскиот избор? Да. И секој треба да го направи, кој има потреба од помош, кој не може сам да си помогне на себе, нека го бара вас, за да му помогнете колку можете и вие, и луѓето, хуманите луѓе, јас сум благодарен многу. Младиот Никола Евтимов од село Градец има само 16 години, а од своја 6-годишна возраст поради болест ја губи и мајка си. На неа, за жал, многу и не се сеќава, па сите животни мудрости да лани ги учи од татка си. Пасење стока на планина, садење, работење, љубов кон животните, начин на преживување. За среќа, неизмерната љубов на неговиот чичко Миле нема да дозволи животот на Никола и Кира да продолжи во дом. Иако сам без сопруга чува и друг болен брат и син, сепак отстапил 2 кревета за своите внуци подготвен да го продолжи воспитниот пат, онаму каде неговиот брат мораше да застане. И нема да биде вистина ако Никола каже дека и во куќата на чичко му се чувствува како дома. Тој се уште домот каде му паднало папочето го смета за свој дом и во најстудените денови оди и седи во студените зидови подсетувајќи и фантазирајќи дека некогаш тука пак ќе го продолжи животот. Не е свесен како ќе се поправи таа куќа, но знае дека еден ден мора да се врати во неа со завет кон аманетот од татка си, да се грижи за себе најдобро што знае, исто колку и за неговиот брат Кире. Додека беше жив вашиот брат, таткото на Никола и на Кире, Он кажа, пред да угасне, на тебе ги оставам децата. Отија таму кога спиех додека му душата испадна, од таму и на работа одек. Чичко ни не прибра тука, значи не ни даде да не откарат у дом и сите сме тука и бартучеди, и браќа се. Таму каде што
е твојот дом, таму каде што си роден. Во каква состојба е таа куќа таму? Па таа е распадната, не може да се седи у неа. Бидејќи додека да се направи куќите таму кој ќе си живееме, таму кој ќе сме си заедно со брат ми. Покрај лошите моменти и трогателните, во Срце на дланка има и вакви моменти, кога сме повеќе насмејани, кога сме возбудени, бидејќи повтор пат доаѓаме во градец, каде што започна да се прави домот на сирачињата Никола и Кире. Здраво, Миле! Здраво, јас сум чичкото на Кири и Никола. Да, се знаеме, бевме пред месец и половина кај вас и веднаш откако дознавме дека се случуваат убави работи кај вас, дојдовме повторно да ве посетиме, да видиме што е тоа убаво што се случува. После вашата емисија, подојдехте да не снимате, видеа нашата емисија дека сме загрозени со децата и не доносе уморна луѓе, сите кои колку е можел, со што е можел, е помогнал. Така, сменете до овој момент кровот, гледам нов кров и навистина добро изгледа. Да. Благодарение и струјата кабело и смилија. Аха. Започнавте и со инсталацијата. Да. Немаше предходно струја. Имаше, ама каблите беа изгорени, са и ово на ново. Еве тука новата табла, каблите. Ово е окрцено тука. Го искршивте малтарот? Да. Се е подставено, само чекаме да дојдат мајсторите. Тоа е втората фаза која што след. И оваа соба, тргнано е плафоно и тука гипсини табли, те ископано е за новата инсталација дека ќе иде. Каблите ќе дојдат, ќе ги наместат и ник. Па надаме се дека ќе има и оште помош да ни помогнат. Има уште доста работа, но важно е дека... Дека се надаме дека ќе се заврши таа работа. Вашиот... Нема да не остават на стрет пат. Вашиот глас беше слушнат, имаше донатори од каде? Донатори има од Германија, слушам, по Италија се собирали пари, онадели са. Дали се ги испраштали, дали не са ги испраштали, ја не знам тоа. Исто и селаните од селото? Од селото тука дојдат, кој со шо може, со работа помогне, со било шо да направи ручок, да онади, помага. Срекни ли се Никола и Кира? Срекни се како не се срекни под нов кров да видат. Иако се уште не е доправено, сигурно ама е поинаква. Љубов, среќа, нада се човек на поубаво. А вие? И за мен нема што да правам, за мен е тоа најдобро што може да уради еден век. Како да искарам од куморни луѓе, што помага, што народ. Сигурно Јас со се наплата не мога да обстанам. Сигурно се ги чувствувате како своји деца, тоа го кажавте и во историјата, но сигурно се чувствувате како ете вие да им овозможивте да се вратат под својот кров наскоро. Па ја сум највише ангажиран со сник. Ќе ви биде тешко кога ќе го напуштат вашиот дом, но ќе бидете и задоволни што. Нема да ми биде тешко. Ја пак ќе дода, па тие се мои. Јас сум единствено чичко, не може друг чичко да биде на ник. Уште кога првиот пат ве снимавте, кажавте дека верувате во хуманоста, верувате во хуманите луѓе. Да. Што ќе им препорачате на сите оние кои што имаат можеби проблем како вашиот, друг проблем? Кој има проблем како јазика со децата што останаа, секој нека се одлучи у Срцева дланка, нека се пријави и нека му помагнат на сит кој што е треба да се помогне. Дали си среќен и дали имаше промени од како отиде вашата сторија во Срце на дланка? Да, јас сум среќен што помогна околу куќата. Околу куќите. Што се направи до сега? Кровот.
Па и внатре се направи. Натре почнавте да работите, Да. но има уште допрва да се прави. Да. Каде ќе биде собата каде што ти ќе спиеш? Овде. Тука ќе спиеш ти? Да. Веројатно веќе си замислуваш, нели, како ќе ти тече новиот живот во старата куќа? Среќен сум што ќе се вратам во мојата куќа, што ми помогна. Што се случи откако помина вашата сторија на телевизија? Па дојдоа да го сменат крово и натре ќе се направи. Со брат ти Кире, што се зборувате? Па дека тука ќе се вратиме, тука ќе седиме. Заедно ќе сме. Тоа е најважно. Да. А освен нели за куќата, никаква друга помош добивте ли? Да. Што? Па дек ќе дадат мебел за неа, дек спална, столови Секој и има така. и мебел, откако ќе се направат Да. столовите и таванот и се. Да. Ќе дојдеме и тогаш да ве видиме. Сега одлично ви оди работата и само напред. И се заблагодарувам на сите луѓе што ни помогна и уште се надаме дека ќе ни помогнат. Па некогаш ми купува, ама некогаш со тоа што го jem го носам. Ми посакала и чоколади, и смоки. Ама нема. Зошто нема? Нема мама пари за да ми купи. Ми треба цеха патиките. Ми мална веќе, ама морам да ги носам, мама не може што да ми купи нови патики. Кога си дојдам дома се ме болат прстите, ама И кажа на мајката. не. А ти неќам да се растеш. Повторно сме во село Раовица. Се сеќавате на малата Марија, што се срамеше да ја каже на својата мајка дека и се тесни патиките. Денеска со новитети. Реновирана куќата, има детска соба и многу патики се разбира. Време е да се заблагодарат на сите што донираха. Добар ден. Се уште се прави, гледам скелиња. Ние не најавени, но верувам добре дојдени. Добре дојдете. Како сте, Суза? Добри. Фала на Богу, добри сме се. Гледам, се уште се работи. Ни кажавте дека има новитети откако одеше вашата сторија во Срце на дланка. Што се случи? Како се промени животот? И сега животот многу променен. Се гледа по вашите Фала насмевки. на Бога. Се. Откако отиде сторијата, ви звонеше телефонот, што се Јас случи? бе като збунено тука, од едни звонат, едни такова, цяло дело бе збунено. И фала на Богу, ја помага. Што се направи? Гледам нешто ново тука, немаше купатило, тоалет. Немаше. Може да почнеме да кажуваме. Ова е тоалетот што го сакавте. Да. Задоволни ли сте? И презадоволни. Презадоволни. Сега Марија повеќе нема да се срами кога ќе доаѓаат другарчиња. Друго, што направивте? Горе направено се. И горе е реновиран спратот? Джамове врати, ламинат. Јас сум нестрплива да ја видам детската соба на Марија.
Сигурно сега и повеќе ќе учи и посрекне. Ова е собата на Марија. Да. И тоа се од донации. И ова е се од донации. Преубава. Телевето, шифонере, тоа тука што ќе свинка, се и лаптопо. Ми се допаѓаат боите црвено-бела, боите на нашата емисија. Аха. И срцињата. Ја. Ќе потсетуваат дека е од срце на дланка. Ја шпорето од донации. И шпоретот ви го донира. Кажуваме масата и столовето. И телевизор. И телевизорот. И тоа е од донациите. Миксер. Миксер, тегла има ја доле под телевизорот. Значи, крупни и ситни апарати. Секакви има. Се што е потребно за едно домаќинство. Па на Бога сите помага и още помага. Помага и още помага. Така, може да ги погледнеме и горе собите. Може. Предпоставувам дека и таму е одлично направено. Тука сега треба да се работи. Ја ќе изнесеме. Ќе донесат нови. Тука ќе кречите, така? Тука ќе се мачка. Ќе се мачка и и нови плахари. Да, и тука ќе прават светларникот и ќе заврне во дожд да прекуваме. Ај, тука ќе се затвара со плексиглас. И точно кажахме. Имаше нов, со певеца. Имаш нов точак, велосипед. Кој ти го донираше? Од Никола Карев, мислам беше. Од Радовиш, од една школа. Од училиште некое. Одлично. Го возиш? Да. Срекна си за тоа. Браво. Може да одиме горе. А горе што ќе се прави? Тераса правите. И тука е бело и мириса на чисто и ново. Ова ви е гостинската соба. И Венецијански ролетни. И тука гледам една соба која што ми личи како на магазин, меѓутоа тука се веројатно сите донации што сте ги собрале. Нема такво. Нема да ги туриме. Мора да има за багаж. Ова си го добивте преку срце на дланка? Се се ова донации. Што има? Има храна, има дреи, се има. Ја ги траш поре. Тука прво това донеса, после другото го донеса. Това е тука микробранова. Това е набордо погодобно. Xbox. Аха. Се има. За Марија веројатно, така? За да може да она саботи си има лаптоп и потера го на нейна другарка за братчето. И сега на нас ни донира, па ние на него ќе го донирате. Така се пренесува хуманоста. Така. Вишокот работи ќе го дадете на оние на кои што има потребно. Која би ти била, Сузана, пораката до сите оние кои што живеат тешко или во состојба во која што не можат сами да си помогнат со минимална социјална помош? Јас дека треба да се пријават. Ја кад нас што не пријави пријателката, треба и они да се пријават. На секому треба помош. Секој што не може сам да си ја така подобри ситуацијата, треба да побара помош од народот. Така. Хуман ли е нашиот народ? Хуман. Фала на Богу се. Тоа ту се од народот. Сега како се будиш, како заспеваш? Добро. Срекна. Срекна. Најсрекна се за Марија. Срекни, пресрекни. Најсрекниот и купателото најпрво што го направија. Напред немаме ни купател, ни ништо. Така. Марија, ова се работи што ги добивте од донација. Дали си среќна и дали сакаш некому посебно да се заблагодариш? Им се заблагодарувам на сите тие што донира и помогна да го направиме сето ова. Живеете ли сега посрекно со мајка ти? Како живеете? Па посрекно живееме и подобро. Дали мислиш дека треба и останатите што живеат како што вие претходно живеевте да се пријават во срце на дланка? Да.